Ајде почни. Нела смела и бушавата бура. Тоа утро Нела реши да оди на училиште подоцна. Доцна попладне. Тоа беше сосема вообичаено таму каде што живееше Нела, на планетата Ш. Таа дури можеше да оди на училиште и навечер доколку сакаше. Па дури и на полноќ, затоа што на планетата Ш и тоа беше дозволено. Сепак, сите деца мораа да спијат точно 10 часа во текот на еден ден, што на планетата Ш беше третина од денот. Ве збунив малку? Не е лесно да се опише животот на оваа планета, ниту пак е лесно да се опише самата планета. Планетата е таа баш шишкава, а богами и шарена. Небото беше виолетово, тревата црвена, дрвијата сини, сонцето портокалово и големо. Сонцето на таа планета беше една мощна, стара и голема звезда и секако не се викаше сонце, туку шунце. Но да не шатаме премногу по планетата Ш, затоа ќе има време во друга пригода. Туку да се вратиме на почетокот на приказната, односно на она утро кога Нела реши да оди на училиште доцна попладне. А реши да го стори тоа само од една причина. Надвор се шеташе една бушава бура. По се изгледа на бурава и е здодевно, нема што да прави, па шета и смета, си помисли Нела. Ич не сакам да излегувам надвор кога има бура, а оваа згора се е и бушава. Бушавата бура беше мощна и непријатна затоа што ако излезеш надвор нема да можеш да видиш ништо од незината коса. Но Нела беше досетливо девојче, а и не се плашеше од ништо, особено не од бушави бури. Инаку не би била Нела смела, нели? И така Нела реши да излезе надвор. Накратко стрча до бањата, пикна нешто во џебот, а потоа се протна низ вратата и излезе веднаш зад бушавата бура. Еј ти, бушавке, сврти се и дојди ваму. Бушавата бура збунето се заврти, барајки да види кој ја вика. Од косата едва и ја здогледа Нела. Што? Која си ти? Се чудеше бурата. Јас сум Нела смела и имам подарок за тебе, одговори Нела. О, подарок? Уште повеќе се зачуди бурата. Да, подарок. Еден многу специјален подарок, рече Нела со итра насмевка, па го пикна малото раче во големиот џеб и извади еден исто толку голем чешел. Повели, рече гласно Нела. О, се изненади бурата. Чешел за мене? Само за тебе. Можеш да си го носиш дома, но дај прво да те исчешламе. И Нела зеде да ја чешла бушавата коса на бурата. Тоа траеше неколку часови, дури до доцна попладне. А кога завршија, бурата веќе не беше бушава и Нела можеше да оди спокојно на училиште. Фала ти, Нела смела, рече насмеано бурата фризура. А Нела и довика. И не заборавај да се чешлеш секое утро за полесно да се движиш наоколу, и да ги миеш забите за да имаш свеж здив кога дуваш. Нема да заборавам, вети бурата фризура и појде нагости кај својот братучет безшумниот ураган. Супер, дали деца внимававте? Да. Дали некој ги забележа придавките? Да.
Кој сака да кажи некоја придавка од овој расказ? Ајде, Теодора.